почитувани советници, почитуван председател на Совет. Ја свикувам седницата на Комисијата за заштита на човекова средина, која ќе се одржува на денешен ден во 11 часот со следниот предлог за дневниот ред. Под број 1, програма за животна средина во општина Битола за 2026 година. Број 2, точка број 2, оперативен план и програма за контрола и уништување на комарците на територијата на општина Битола во 2026 година. Трета точка, оперативен план и програма за спроведување на систематска дератизација на каналски систем, јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на територијата на општина Битола за 2026 година. И четврта точка, годишна програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Ќе молам прво дали имаме кворум. Имаме кворум. Отварам претрес по предложените точки. На гласање го ставам дневниот ред. Ќе молам кој е за. Ја отварам првата точка на дневниот, тоа е програмата за животна средина во општина Битола за 2026 година. Го молам представникот на службите да се произјасни. Благодарам. Почитувани, добар ден. Пред да започнам со програмата, најпрво сакам да ви се представам. Јас сум Катерина Секуловска, соработник во Одделението за животна средина. Поради оправданата отсутност на раководителката и останатите колеги, денес јас ќе ја изнесам предлог програмата за животна средина на општина Битола за 2026 година. Во однос на програмата, најпрво ќе напоменам како главна цел е подобро решавање на состојбите во животната средина, како и зачувување на квалитетот на медиумите во животната средина. А сето тоа води пред се кон заштита на здравието и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Како предмет на програмата имаме повеќе области. Најпрво заштита и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух, управување со отпад, заштита од бучава, подигнување на јавната свест и вклучување на заедницата, здравје и благосостојба во контекст на животната средина, унапредување на зелени површини, спроведување на законски процедури и издавање на акти во надлежност на општината, како и развој и спроведување на проекти од областа на животната средина. Како една од наведените програмски активности е заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух. Како клучни проблеми од оваа област најмногу се влијание од индивидуалното граење и сообраќајот, па затоа и предложените мерки се во таа насока. Тука станува збор за мерки кои се реализираат од планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух, кој се реализира од 2023 до 2028 година. Мерките се реализираат континуирано, а дел од нив се и ставки во оваа програма. Исто така, тука може да се напомене и изработка на краткорочен акционен план за чист воздух. Овој план се спроведува во одредени периоди кога имаме зголемено загадување на воздухот. Поврзано со тоа е изготвување на информација врз основа на мерењата од државната мрежа и редовно информирање при надминувањата. Друга ставка од оваа програма во поглед на подобрување на квалитетот на воздухот е субвенционирање на инвертер клими уреди во домакинствата. Овие субвенции се мерка за намалување на загадувањето од индивидуалното затоплување. Потоа имаме субвенционирање на замена на дограма за домакинствата. Оваа мерка за подобрување на енергетската ефикасност цели кон намалување на потребата за грејење. Исто така, дополнително за оваа година имаме предвидено и субвенционирање на велосипеди како мерка за стимулирање на превозот без емисии. Друга програмска активност опфатена во оваа програма е управувањето со отпад. Во овој дел станува збор за спроведување на мерки од локалниот акционен план за управување со отпад во соработка со ЈП Комуналец и партнерски организации. Во овој дел ќе издвоим мерката за зелени поени, како и поставување на вендинг машини со пакомак. Оваа програма е континуитет од 2024 година, а поради зголемен интерес кај граѓаните, оваа мерка ја предлагаме и за наредна година.
Потоа има предвидено поставување на подземни садови за комунален отпад. Предвидено е ваквите садови да се постават на јавни простори во централното градско подрачје во соработка со ЈП Комуналец. За унапредување и подобрување на управувањето со отпад, доста значајно е да се подигне и јавната свест за значењето во животната средина. Затоа во програмата се предвидени и реализација на проекти, манифестации и одбележување на еколошки денови. Исто така, имаме предвидено и организирање на еколошки конкурси, односно конкурси за творби и идеи на тема на екологија, каде што се предвидени јасни правила за награди и промоција. Имаме и кампањи за селектирање на отпад, каде ќе се организираат едукативни настани во градинки, училишта и медиуми во согласност со локалниот план за отпад. Наредна програмска активност е здравје и благосостојба на луѓето, каде што пред се предвидени кампањи за заштита од ризиците по здравје поврзани со животната средина. Овие активности дел ќе бидат во соработка со Центарот за јавно здравје, каде што ќе има јасни теми и годишен план. Унапредување со зелени површини, односно урбано зеленило, е друга програмска активност која што би ја спомнала, каде што се предвидува изработка на стратегија за развој на зеленило. Изработката би била согласно законска обврска со дефинирани приоритети, стандарди за одржување и план за имплементација. Потоа имаме предвидено и подигнување и одржување на нови зелени површини, пред се во соработка со јавно предпријатие Комуналец. Покрај наведените активности во програмата, Оделението за урбанистичко планирање и заштита на животната средина тековно врши спроведување на законски процедури. Односно станува збор за издавање на интегрирани еколошки дозволи и одобрување на елаборати за заштита на животната средина. Тука станува збор за водење на постапките, изготвување на решенија согласно закон, кои што се во надлежност на градоначалникот. Во однос на проектите од областа на животната средина кои што се спроведуваат, ќе ги наведам спроведувањето на ЛЕАП-2, кој што се реализира од 2023 до 2028 година, потоа план за подобрување на квалитетот на воздухот, локален акционен план за отпад и активности за продолжување, катастар на загадувачи, акција Генералка Викенд, како и проектот Општините како двигатели за одржлив развој, односно паметни решенија за регионална соработка и модерно управување со отпадот. Во поглед на финансирањето. Финансирањето се врши дел буџетот Република Северна Македонија, од буџетот на Општина Битола, средства од заинтересирани правни и физички лица прифатливи за општината, донации и меѓународни фондови. Да напоменам дека за некои мерки не се потребни финансиски средства. Во однос на реализацијата на програмата, значи во текот на годината, годишната програма може да се менува и дополнува согласно потребите и стратегијата на општината Битола. За крај, ќе се изложам само краток преглед во однос на потребните финансиски средства од буџетот на општината Битола согласно програмата за животна средина за 2026 година, каде што предвиден вкупен буџет е од 11.500.000 денари, кои што се распределени во повеќе ставки, од кои поголем дел се субвенции на граѓаните, а останатиот дел се реализација на мерки од програмата. Ви благодарам. Ви благодарам. Ќе ве молам дали некој бара збор. Имате предлози, прашања во врска со програмата? Нема никој. Бидејќи никој не бара збор, го ставам предлогот на гласање. На крајот. Добро, фала. Одиме со точка број 2, а тоа е оперативен план и програма за контрола и уништување на комарците на територијата на општина Битола во 2026 година. Го молам представникот да се произјасни. Добар ден на сите. Да се представам прво, јас сум доктор Светлана Поповска-Клюсева, специјалист епидемиолог и моментално ВД директор на Центар за јавно здравје Битола. Секоја година во декември месец доставуваме стручно мислење до општина Битола за потреба од спроведување на превентивни мерки за заштита на населението од
вектор преносливи заразни заболувања, односно потреба стручно мислење за потреба од спроведување на профилактичка превентивна дезинсекција, односно уништување на комарците. Комарците представуваат пренесувачи на голем број на заразни заболувања, како што се маларија, западно-нилска треска и други потешки заболувања, и секоја година се евидентирани и случаи и во Македонија. Некои се импортирани, донесени од надвор, меѓутоа некои се јавуваат кај лица кои што воопшто немале контакт со туристи или не патувале во странство. Поради тоа има потреба од спроведување на превентивна дезинсекција. Спроведувањето се врши како ларвицидна дезинсекција, кога се уништуваат ларвите на комарците, и тој дел е, можам да кажам, најефикасна, затоа што се уништуваат до 80% од очекуваниот број на комарци. Се врши прскања во кај канали, поплавени ливади, застојни води, шахти, септички јами и така натаму. А исто така имаме и адултицидна дезинсекција. Таа дезинсекција се врши во вечерните часови и рано наутро, кога се уништуваат возрастните форми на комарците. Минатата година Центарот за јавно здравје Битола ја спроведуваше дезинсекцијата и извршивме 3 ларвицидни и 3 адултицидни дезинсекции. Комбинација од адултицидна и ларвицидна дезинсекција е научно потврдена превентивна мерка за успешност и ставање под контрола на болестите кои што ги пренесуваат комарците. Дали има нешто дополнително да се... Значи, кои би биле задачите и обврските на локалната самоуправа? Значи, треба да се донесе одлука за спроведување на мерки за дезинсекција, да се изработи програма и акционен план, да се достави до Центарот за јавно здравје информација за севкупната површина на општина Битола со посебен осврт на зелени површини, речни текови, канали, застојни води. Во накраток рок, согласно динамиката, да се избере квалификуван овластен изведувач, кој согласно акциониот план и програма ќе ја спроведе ларвицидната и адултицидната дезинсекција, да се обезбеди систематско спроведување на дезинсекцијата во најмалку 3 фази, да се осигура стручен надзор над спроведувањето на мерките на дезинсекција, на локалното општинско земјиште како превентивна мерка редовно да се отстрануваат диви депонии, да се исчистат запуштени канали и да се изврши санација на теренот со цел по успешно спроведување на дезинсекцијата. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, преминуваме на третата точка. Оперативен план и програма за спроведување на систематска дератизација на каналски систем јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на територијата на општина Битола за 2026 година. Повелете. Така, Центарот за јавно здравје Битола повторно доставува и стручно мислење за потреба од спроведување на профилактичка превентивна дератизација. Климатските промени директно влијаат на дистрибуцијата и активноста на глодарите. Глувците се резервоар на вектори на голем број на заболувања како што се хеморагична треска, туларемија и слично. Задачи на единицата на локална самоуправа се да донесат одлука за спроведување на мерки на системска дератизација, да побараат од Центарот за јавно здравје да се изработи програма и акционен план, да достава до Центарот за јавно здравје реална слика за број на шахти на територијата на општината, во најкраток рок да изберат квалификуван овластен изведувач, да обезбедат систематско спроведување на дератизацијата 2 пати годишно во есен и пролет, како што се и препораките за спроведување на дератизацијата, да осигураат спроведување на стручен надзор над спроведување на мерките на дератизација, на локалното општинско земјиште како превентивна мерка редовно да се отстранат диви депонии, запуштени канали, а санација на теренот со цел по успешно спроведување на дератизацијата. Да напоменам дека заболувања кои што ги пренесуваат глодарите се јавуваат во Македонија. Во 2024 година имавме и во Битола регистриран едно лице со туларемија. Ви благодарам.
Ви благодарам. Дали имаме прашање во врска со оваа точка на дневниот ред? Немаме. Значи, одиме на четвртата точка, а тоа е годишната програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Го замолувам директорот на Комуналец да се произјасни по оваа точка. Благодарам. Здраво на сите. Знаете, тековно на крајот на секоја година се гласат програмите за работа на јавното претпријатие Комуналец за наредната година, па така да ова е една од тие програми, програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето на општина Битола. Оваа програма ја поднесуваме веќе по трета година. Прифатилиштето ефективно работи од октомври 2024 година. На почеток да кажам дека ова прифатилиште опфаќа на територија само на општина Битола, односно општина Битола и селата кои гравитираат на територија на општина Битола. Прифатилиштето работи на принцип залови, стерилизирај, кастрирај и врати на локација или вдомување. Па така да, согласно планот на работа кој го имаме, очекуваме во текот на 2026 година веќе да стигнеме до непланиран посакуван ефект, односно 75% од бездомната популација на улични куќиња да биде, ние кажуваме, влезена во процесот, односно стерилизирана, кастрирана, дел вратена на локација, дел вдомена. Можам да се пофалам досега дека имаме голем број на вдомени куќиња. За сега во работата преку 100 куќина се вдомени, што е добра бројка за почеток и на еден начин кажува дека граѓаните не дозволуваат дел од куќињата се вратат назад, односно ги вдомуваат. Како што каже во планот на работа, со 75%, доколку стигнеме 75%, се очекува дека нема да има размножување, односно доаѓање на нова популација на куќина. Согласно мониторингот кој го правевме во мај месец 2025 година, имаме над 65%, имавме тогаш над 65%, па така да очекуваме до крајот на оваа година да заминиме 70%, па во текот на 2006 да дојдеме до тој посакуван ефект. Како што кажав, активно да работиме на принципот залови, стерилизирај, кастрирај и врати на локација или вдоми. Имаме соработка со сите здруженија кои сакаат да имат соработка со нас, исто така и со физички лица кои активно волонтираат и помагаат во работата на прифатилиштето. Во текот на 2026 година предвидениот буџет е 10 милиони денари, кој ќе се финансира најголемиот дел од општина Битола, остатокот од сопствени средства и дел донации кои ќе ги има прифатилиштето за бездомни животни. Во моментот работиме со активен персонал, вкупно заедно со служба за обезбедување од 7 луѓе. Ви благодарам. Дали има прашање по точката? Повелете. Да, само кратко. Јас верувам дека работите на вистина, но мислам дека овој проблем со овие бездомни животни, со бездомните куќи е многу опасен за нашиот град. Сите сме свесни за тоа и мислам, ние стоиме на располагање да соработуваме некако да изнајдеме нови алтернативни начини, затоа што овој проблем не засега сите нас. И многу радикален, излезен од граници. Кога престана да работи, веќе не работите со шинтери за ловување, усмртување, не работите, така? Не ги усмртувате. Така. Согласно законот за благосостојба, ние имаме право на евтаназија на куќината кои нападнале човек или друго животно без да бидат испровоцирани. Меѓутоа, можам да кажам дека не знам дали едно или две се евтаназирани, другите дека ги чуваме и подолго во прифатилиштето од тој законски период, се со цел тие да се вдомат, да не одиме на таа популарна мерка. Можам да кажам дека спрема тоа што почнавме во октомври 2024 година, состојбата е подобрена, но и тогаш кажав и сега кажувам дека треба подолг период за ова да се среди и многу поголема свест на граѓаните. Така е, но вие знаете дека на свеста тешко може да рачунаме и на то не можеме да рачунаме дека нема да идат други куќи од другите местности, нели околу. И проблемот е страшен.
Дури за овој проблем мораме некако и заеднички да мислиме како да се процедира, од и нас кучината ќе не изледат во градот. Верувам дека вие како комуналец се трудите, но се плашам дека не е доволно. Знаете, мора да се најдат други мерки. Најголемиот проблем и сега се соочуваме со свеста на граѓаните што ги пуштаат Именно. овие кучина кои се собственички, меѓутоа дали не извадиле документи дека се собственички слично, па заради тоа настануваат поголемите проблеми, односно Да предложиме некакви казни за тие луѓе. Мислам, од ме Агенција за храна и сваќате. ветеринарство има веќе казни, ние секојдневно комуницираме, често идат не само од Битола, од АХВ и од Скопје и генерални директори, тие утврдија во неколку наврати имавме и представки дека работиме согласно сите законски Така е, но прописи, се плашам дека но тоа е нашата моќ. Оти замислете ако е дете повредено, родителот ќе почне сам да тепа кучиња. Ме сваќате да не дојдеме како дивиот запад, да. Фала ви. Повелете, извинете. Повелете. Јас вака би се надобрзала сега на овој муабет последниот. Ете, во еден разговор со брат ми кој живее во Австралија, тој ми кажа дека таму вака го имаат решено проблемот со кучината, кои што собствениците ги набавиле, ете, детето сакало, па да му направат ќеф, ама ги чуваат месец-два, му се одмилува, ради обврските што се околу него не можат да постигнат да ги прават и ги пуштаат. Во Австралија вака го решиле тој проблем, ги чипираат, со баркод си се сите и штом се најде такво куче на улица, казните се ригорозни. И многу се високи казните. И сметам дека треба да се и кај нас така да почне да се работи. Со високи казни за луѓето кои што ги пуштаат на улица милениците. Одличен предлог, значи, ама во Македонија, за жал, не знам дали можеме тоа да го реализираме, бидејќи Па јас мислам тоа дека ќе може и со добра волја да се реализира. Тоа е многу голема, многу убава работа да се направи. Па можеме да го запишеме како предлог, ете. Да, ве молам, како предлог. Ќе го запишеме ваш. Да, ве молам. Ви благодарам. Јас би сакал да го прашам директорот. Ме интересира дали имате помош од невладините организации со вдомување на кучињата, да колку се тие вклучени во врска со ова, бидејќи тие се и најгласни во однос на заштитата на Активно кучињата. соработуваме со нив, уште од пред отворањето на прифатилиштето, состварив неколку состаноци со сите кои сакаја да соработуваат и во моментот мислам дека, ајде не речем со 100%, ама со 95% од невладини издруженија и физички лица кои сакаат, веќе соработуваме и имаме помош. Точно, активно не пратат што работиме, што е тоа и добро, и ги поздравувам. И имаме соработка, нарочито во вдомувањето најмногу помагаат, исто помагаат, имаме активни волонтери во однос на шетање на кучината во дот паркот што го имаме, во хранење, дресирање и слично имаме помош. Благодарам. Уште едно прашање. Ме интересира дали имаме проценка за колкав број на бездомни кучиња се работи во градот? Дали имаме бројка приближна, точна? Дали таа бројка се однос на активностите вие што ги превземате? Тоа ме интересира. Имаме, се прави едногодишен, како што кажав, мониторинг секоја година. Ова во 2025-та, во мај месец го направивме мониторинго, каде што пред почетокот имавме 1100 кучина во Битола и околината. Сега само момент да ги отворам сега точно податоците, ќе ви кажам. Во моментот на територија на општина Битола, мислам во мај сме имале околу 750, зборам на Битола и околината, извинете, Битола и околината околу 750 со последниот мониторинг, од кој најголемиот дел, како што кажав, тие 65% веќе е зголемен, се влезени во процесот, меѓутоа често имаме појава, како што кажа и советничката, на кучина кои се домашни, кои ги пуштаат и тие немаат ни маркица, ни се во системот, па ние ги залудувам, па идат се бунат, мое беше, не беше мое, дај доказ и такви, речем секојдневни, меѓутоа се намалува бројот на популација на улични кучина од година во година и очекуваме со ова надминување на 75% веќе да нема нови кучина кои ќе се раѓаат. Сад ние не можеме да го заприме од
домашните што ќе пуштат или од друго место ако донесат, меѓутоа да го спречиме размножувањето, односно раѓањето на нови. Ви благодарам. Уште едно прашање од советничката. Јас повторно ќе се надобрзам на овој муабет за кучината, пуштени од дома. Во странство, низ Европа, прават големи пари затоа што тие кучина, кога ќе ги собере организацијата што се грижи за кучината, се даваат на продажба. Затоа што тие се кучина средени, стерилизирани, чипирани, се што треба е направено, прочистени, и после тие се даваат, организацијата ги дава на продажба, и со тоа фактички помага во одржување на тие средства, помагаат многу затоа што во тие служби што се за згрижување на кучината има трошоци нормално, храна и се што треба за средства, лекови и друго за кучината, така се финансираат, се самофинансираат со тие. И друго, извинете, во разговор со еден пријател, ми кажа дека комуналец многу дава приговори на казните, а казните се големи, значи 50.000 денари е една казна за добиена пресуда прикаснување од куче. Комуналец дава приговори, а со тоа многу големи трошоци се прават, поголеми отколку што е потребно. Кога е добиена казната и да се даде приговор, уште еднаш оди на разгледување, уште еднаш се плаќаат 2-3 адвокати и реализација. Не е така? Кај имаме сумливи само случаи дека не е точно дека е каснало улично куче, дека е собственик, таму даваме приговори кај. Така? Да, не е така, не е точно. Добро, мене ми беше така кажано, јас се извинувам ако грешам. Благодарам. Каснувањата, оти ако него му треба пари, може да го провоцира кучето, малку е дискутабилно како го испитвате то. Например, за на одмор 1000 евра и да го малку да го задевам и тој ќе го касни. Многу чудно е, знаете, не е така, чудно е, сомнително е. Мислам, подобро тие пари да ги даваме некако да ги... Судски предмети се тие. Да, многу чудно, се е чудно, само еден куп кучиња имаме, ај ќе бараме чаре. Каснувањето може да биде незгодно советнички, така да не знам. Ви благодарам на конструктивните размислувања. Точките на заменичката, повелете. Работата е што се уште мислам дека јавната свест не е подигната. Треба да се направат поинтензивни кампањи за подигнување на јавната свест и поголеми интервенции од Агенцијата за храна и ветеринарство, по чести контроли и можеби контроли по одредени реони во одреден временски период, да се проверат сите оние собственици кои што имаат кучиња, да се провери дали се чипирани, дали се вакцинирани, дали се стерилизирани, затоа што законот, јас колку што имам познавање, предвидува доколку некој од собствениците планира да ги размножува, кучињата треба да има регистрирана одгледувачница. Доколку не планира, тогаш му се налага на собственикот да си ги стерилизира, да си го стерилизира миленикот. Во тој поглед, затоа што ако кучето е чипирано, значи тоа директно се регистрира во Агенцијата за храна и ветеринарство со се име и презиме на собственикот, матичен број, сите внесени вакцини, од што е вакцинирано, како е третирано, дали имало некакви болести, се внесува тоа во системот. Меѓутоа, сметам дека можеби треба да се превземат некои мерки реонски, во одреден период да се обработи еден реон по реон, можеби да се проверат сите оние собственици на домашни миленици кои што имаат дали му се исполнети законските регулативи за одгледување на домашни миленици. Мислам со тоа дека ќе се добие еден податок по-прецизен, колку животни, колку кучиња се третирани како што треба по закон, колку не се спроведени и да му се наложат на собствениците кои што ги немаат тие законски обврски спроведено, да му се наложи во одреден временски период
да ги санираат тие работи, да си ги чипираат, вакцинираат, стерилизираат животните, а доколку не го спроведат тоа, или да го предадат животното, или пак да си сносат одредена казна. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ги ставам точките од дневниот ред на гласање. Ќе ви молам кој е за. Една по една, добро, се извинувам. Значи, одиме со првата точка на дневниот ред, програма за животната средина во општина Битола за 2026 година. Ставам точката на гласање, кој е за, ќе ве молам. Тројца се за. Втора точка на дневен ред, оперативен план и програма за контрол и уништување на комарците на територијата на општина Битола за 2026 година. Ќе молам кој е за? Дали има некој против? Воздржани? Добро, благодарам. Одиме на третата точка од дневниот ред, оперативен план и програма за спроведување на систематска дератизација на каналски систем, јавна депонија Мегленци, дивите депонии и ѓубришта на територијата на општина Битола за 2026 година. Ставам точката на гласање, ќе ве молам кој е за. Тројца се за, кој е против? Нема против. Воздржани? Нема. Четвртата точка, годишна програма за хуман третман и благосостојба на бездомните животни на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Не ставам точката на гласање, ќе ве молам кој е за. Тројца, против? Нема. Воздржани? Нема. Со ова ја заклучувам седницата. Ви благодарам на присуството и посакувам убав ден.